Браќа македонци и сестри македонки. Пред 5 дена во Македонската филхармонија се собраа непријателите на македонското дело и објавија некаков пописен резултат за 2021 година. Според нив, вкупниот број на резидентно и нерезидентно население, односно македонски државјани во земјата и во странство, имало вкупно 2.097.317 лица, или како македонци 54,21%, како албанци 29,52% и како други 16,27%. Денес, на конкретен начин сакам да покажам дека ова е голема лага и тежок фалсификат. Според законот за попис, се попишува вкупниот број на државјани на Република Македонија во земјата и во странство. Единствена Македонија дојде до документот од Министерството за внатрешни работи за регистарот на државјани. Ова е тој документ. Од него се гледа дека вкупниот број на македонски државјани во земјата и во странство е 2.500.326 лица. Од друга страна, марионетската власт објави дека вкупниот број на државјани во земјата и во странство кои се попишани е 2.095.645 лица. Значи, кога оваа бројка што ја кажува власта ќе се одземе од вкупниот број на државјани, фалат, внимавајте добро, уште 404.861 лице. А ова се речиси 100% македонци кои не се попишани и се работи за нашите македонци од Австралија, САД, Канада и Европа. Внимавајте сега добро. Власта исто така објави дека и 132.260 лица во Република Македонија кои го бойкотираа пописот, сепак се внесени во бројката на попишани и тоа било направено врз основа на базата на податоци кои ги има во државните органи, ама без да ја внесе и нивната национална определба, иако и тука станува збор за речиси 100% македонци кои го бойкотиравме пописот. И сега доаѓаме до клучната работа. Како што спомнав, од официјалниот документ на МВР за регистарот на државјани произлегува дека не се попишани 404.861 лице кои живеат во Австралија, САД, Канада и Европа. А исто така не е наведена етничката припадност на 132.260 лица кои во Македонија го бойкотиравме пописот. Значи, кога ќе се соберат овие бројки, вкупно не се наведени во пописниот резултат 537.121 македонски државјани кои речиси 100% се македонци или фантастични 21,48% од македонците кои не се наведени во резултатот од пописот. Од друга страна, албанците во странство беа целосно попишани, бидејќи министри албанци од владата шетаа по Европа и ги собраа матичните броји на албанците во странство во координација со албанската шпионска служба. Браќа и сестри македонци и македонки, како што гледате, од најрелевантно и најкомпетентно место, и тоа не било каков документ, туку официјален документ од МВР, конечно го откриваме целосниот фалсификат според кој, да повторам, 537.121 лице или 21,48% македонци не се наведени во пописниот резултат. Но тоа не е случајно. Марионетската власт во Скопје ја тера агендата по налог на своите странски газди за рушење на Македонија и македонците. Пописниот фалсификат и процентите беа договорени порано од Заев и Ахмети и одлична работа е што повикавме на неизлегување, бидејќи сега имаме основ да го спориме пописот. Доколку немаше повик за неизлегување, сега ќе одекнеше по светот дека сите ги прифаќаат и никој нема забелешки на пописот. Важно е што пописот паѓа сам од себе. Никој нормален не ги прифаќа овие смешни бројки, како на пример, власта објави дека во странство има 258.932 македонски државјани, од кои
63.572 биле македонци. Па кој нормален ќе поверува дека во Австралија, САД, Канада и Европа живеат само 63.527 македонци? Но среќа во несреќа е што го имаме клучниот доказ за вкупниот број на македонски државјани и нивната етничка припадност. И најбитното, според овој документ и според табелите кои ги имаме внатре по години за етничката структура, произлегува дека од 200.326 државјани на Република Македонија во земјата и странство, внимавајте добро, 74,66% се македонци, 16,52% се припадници на албанското малцинство и 8,82% на другите малцинства во државата. Македонскиот народ и државјаните на Република Македонија да бидат спокојни. Пописот е неуспешен и мора да се поништи. Податоците за бројноста на македонците се целосно погрешни. Ветувам дека новата народна власт која доаѓа, таа се навестува реално и вистински, а не лажно и фалсификаторски ќе го преброи населението. Ќе пратиме своји министри да седат и по месец дена во странство и до последен ќе ги избројат нашинците во странство. За крај, од ова место можам гордо да извикнам: пописот 2021 година е неуспешен, а одговорност за националното предавство со фалсификуваниот попис мора да има и ќе има.